Економијата, бизнисот и предприемништвото во фокусот на вториот ден од глобалниот самит на жени лидери 2017 што се одржува во Скопје. Денеска со свое обраќање министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска, која порача дека треба да се надмине митот дека информатиката е машка професија и да им се укаже на младите, посебно на жените и девојчињата, дека оваа работа нуди многу можности. Пред обраќањето на глобалниот самит на жени лидери 2017, Арсовска-Томовска нагласи дека ако сакаме да им помогнеме на децата да имаат сигурно работно место, добра плата и пристоен живот, треба да им посочиме да размислуваат за кариера во технологијата. Тоа е пораката која особено се однесува на жените и девојките. Сите треба да работиме на промоција на професиите во областа на технологијата, да им укажеме на сите што ни се блиски, особено девојчињата, за митот дека информатиката е машка професија, да им ги посочиме сите убавини на оваа професија, на можностите што ги нуди и со тоа да им обезбедиме сигурна иднина зашто работни места во технологијата стануваат се подефицитарни и оној јас меѓу можностите и потребите е се поголем, истакна министерката. За да бидат силни и успешни, заклучи на државите им се потребни што повеќе технолошки образовани луѓе, особено жени. На вториот ден од самитот промовирана и глобалната платформа на жени лидери од јавниот и приватниот сектор, во која првпат се вклучуваат и жени лидери од Македонија, а во насока на размена на искуства, креирање јавни политики и хармонизација со глобалните трендови, додека пак во фокусот на панел сесиите се најдоа бизнисот, предприемништвото и младите дами лидери. Во текот на вчерашниот ден свој обраќање има Маја Иванова, сопруга на председателот на Република Македонија, председателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска, председателката на Сдруженијето на бизнис жени на Македонија Валентина Дисоска, главниот и одговорен уредник на телевизија Нова Билјана Василева Трендафилова, европратеничката Маријана Петир, заменик председателот на СДСМ Радмила Шекеринска, како дел од 40 жени панелисти кои со околу 300 учеснички од 5 континенти ги споделија искуствата како е да се биде жена лидер. Целта на самитот е остварување меѓународен диалог кој води кон унапредување на женското лидерство, детектирање на предизвиците со кои се соочуваат жените на раководните функции на патот кон успехот, креирање стратегиски политики за развој, како и механизми кои позитивно ќе влијаат на економијата. Самитот е во организација на Сојузот на стопански комори на Македонија, Асоцијацијата на бизнис жени во Република Македонија, како и Светската бизнис организација Македонија.